Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, Христос се вознесе. Вистина се вознесе. Христос се вознесе. Вистина се вознесе. Христос се вознесе. Вистина се вознесе. И ја донесе радоста што Светата Црква Божја денес ја празнува, а таа е сугуба, двојна, бидејќи најпрво ги празнуваме 318 свети отци, архиереи, философи на Црквата Христова, кои што учествувале на првиот Вселенски собор во Никеја 325 година. Незаборавно е тоа што минатата година беше јубилејна година. Ја славевме 1700-та годишница од одржувањето на првиот Вселенски собор во Никеја. Одлуките што беа донесени на тој собор, оние од догматско потекло или со догматско значење и оние со канонско значење, односно правничко, црковно-правничко значење, се обврзувачки и важички за сите христијани, бидејќи од сите беа примени како своји, тогаш кога црквата беше неподелена и една. Тоа што сега е само православната црква, наспроти сите други, кои што отпадна од лоното на Светата Црква Божја. Во таа смисла, ние православните христијани не престануваме да се молиме за повторно воспоставување на единството на сите христијани во Христа Господа. Но нашиот труд, потреба, волја и желба, сите во Христа Господа да бидеме едно, не сме и не треба да се случи по секоја цена, на штета од апсолутната вистина Господня. Че критериуми за воспоставување на единството се два големи, незаобиколни: љубовта и вистината. Каде што љубов нема ни вистина, и обратно, каде што вистина нема ниту љубов. А декларираното единство ништо не значи. Ние треба да постигнеме вистинско, онтолошко единство во Христа Господа, ако Светата Црква Божја е неговото тело. Јасно е дека станува збор за онтолошка димензија на единството, на соборноста на Светата Црква Божја. Ние имаме, например, го знаеме називот Католичка црква, поточно Римокатоличка црква. А тоа е западниот концепт на католицизмот, кој што има чисто географско значење. Померата од оприсутнестоста на географските простори сме или не сме католички или соборни. Православното поимање на соборноста е многу длабоко. Премали се границите на овој свет, премали се границите на времето од кој било век. Ние треба да бидеме едно, не само овде и под нечија диригентска палка олицетворена во личноста на кој годе човек меѓу нас, туку во Христа Господа, зашто Христос е единствената, вистинска
незаобиколна и незаменлива глава на Светата Црква Божја. Никакви папи и патриарси кои што имаат претензија или амбиции да го заземат местото на Христа, не може тоа да бидат за Светата Црква Божја. Ние православните тоа го знаеме и цврсто стоиме за таа вистина. Не одстап. А и во духот на вистината, имајќи љубов, треба да ги прифатиме одлуките на Првиот Вселенски собор и одлуките на сите други вселенски и поместни собори како своји. И повторно ќе кажам, не просто декларативно, туку со целиот свој живот, од нив проникнати, да се вградиме во телото на живиот Бог наш, нашиот распнат, воскреснат и вознесен Христос. Вториот голем празник што денес црквата го празнува се светите, се словенски просветители и покрстители Кирил и Методи. Ние денеска служевме света литургија со јазикот што тие го создадоа и го предадоа на Светата Црква Божја. Јазикот со кој што денеска богослужевме е нивниот јазик. Јазикот на словените подигнат на највисоко можно ниво и во се изравнет, изедначен со најразвиениот јазички, најразвиениот грчки јазик. Јазикот на еден субкултурен народ, какви што беа словените до светите браќа Кирил и Методи, сега станува богослужбен јазик на Светата Црква Божја. За него се вели дека не бил говорен јазик, јазик на улицата, туку јазикот на црквата и јазикот на науката. Со него ретките меѓу словените умееле во своите живеалишта да говорат, онака како што ретките меѓу грците можат да го говорат катаревуса, јазикот на умните и учените грци. Но тоа што е поважно од се за нас, православните македонци, во врска со тој јазик, е фактот дека станува збор за нашиот прајазик. Тој е јазикот на македонските словени околу Солун. Свети Методи, како високо воено лице и управник на Струмичката област, 10 години го учел јазикот на словени и се оспособувал Духом Свјатим да ја напише азбуката, односно писмото, и да ги описмени неписмените словенски народи до него. Тој јазик на македонските словени станува јазик на сите словени. И денеска во Русија, во Чешка, во Словачка, во Бугарија, во сите словенски православни земји, Бог Тројца се слави со јазикот на светите браќа, чие потекло има географски корени некаде околу Солун. И ние треба да бидеме горди на тоа, но повеќе од тоа одговорни, да го чуваме тоа јазичко наследство и да не се срамиме од него, да не го забораваме како што го забораваме. Бидејќи го забораваме, ние во овој манастир посветен на Богородица Мајка, Калишка, се трудиме како Ставропигијален манастир да негуваме богослужбата која што се темели врз јазикот на нашите просветители и покрстители Кирил и Методи. За да не се заборави.
зашто лесно го забораваме. Мои студенти се случува да не знаат да го читаат црквено-словенскиот јазик, што е невидена срамота. А што ќе кажеме за луѓето кои што не поминале низ богословски училишта? Треба да се замислиме над себе си, колку сме и дали сме воопшто одговорни. А потоа може да се постави прашањето за нашата благодарност, што вечно треба да им биде упатувана на светите браќа, кои што се од Бога избрани за таа мисија. Тие биле вешти, искусни, сведоци на божествената вистина. Учесници на бројни мисии, со намера да се покрстат бројни, големи, древни, архаични народи, да го примат името Господње, Словото Господње за свој живот. Пред мисијата меѓу словените, светите браќа имале мисија меѓу хазарите. Пред тоа имале мисија меѓу агаријаните. И сите три мисии биле неверојатно успешни, бидејќи благословот Божи стоел над нив. Сите нивни преводи се израз и плод на нивната светост, на нивните свети животи, што е доказ за тезата, за точноста на тезата, дека не секој треба светите текстови да ги преведува. Светите текстови треба да ги преведуваат свети луѓе. Ако ги имаме такви денеска меѓу нас, тие треба да ги прават тие преводи. Не друг, не кој годен, кој што се смета експерт и во познавањето на јазиците. Тоа не е доволно, браќи и сестри. Повеќе од сето тоа е потребна светоста на животот на оној што преведе. И затоа мислам дека кога и да дојдеме во оваа света обител со намера да го прославиме живиот троичен Бог со јазикот на нашите предци, кој што е прајазик за нашиот актуелен книжевен јазик, чувствуваме радост во душата своја. Колко е безумно обвинувањето дека служиме на туѓ и неразбирлив јазик. Кој може тоа да го каже? Само луд човек, кој што се откажа од себе си и од својот собствен идентитет. А нашиот идентитет е во Христа Господа. Христос е нашиот идентитет. Ништо друго, браќа. Делото на светите браќа Кирил и Методи е големо затоа, не во чинот на описменување на словените, туку во чинот на покрстувањето. Ни ги отворија очите да го видиме Него, Творецот на светот, животодавецот и спасителот на човекот и на светот, Богочовекот Христос, чие воскресение и вознесение го славивме овие дни, а за некој ден и сошествието на Сесветиот и животворен Дух, без кого што Христос никогаш нема да го познаеме како Христос. Амин. Жената пак рече, верата твоја те спаси.